владата, почитувани присутни, дозволете ми на еден краток начин мојот придонес кон оваа јавна расправа да го дадам. Малку да разбијам ова политизација. Во музеот Бозар во Масачусетс се чува сликата на Пол Гоген од 1897 година со еден необичен наслов. Од каде доаѓаме, што сме, каде одиме. Што многу асоцира на нас. Знаеме од каде доаѓаме, знаеме што сме, но каде одиме. Ние сме една држава на Балканот, знаете, експлозивно подрачје, простор кој што е интерес на голем број надворешни сили и обично интересите на надворешните сили ги изучува науката, геополитика. А геополитика е една постојана придружничка на Македонија и од времето на Отоманската империја и од времето на територија која што била во рамките на кралството на србите, хрватите и словенците до денес. Го поминала и Букурешкиот мир. На тој начин постепено се создаде така наречениот проблем или прашањето македонско прашање. Ако го прашате некој на што тоа ви асоцира, македонското прашање е една избувлива работа, касус бели, предизвик на војни, често пати користено во историјата. Со договорот, пред се со договорите, оној од 17 јуни и предходниот од 1 август со Бугарија и со Грција, практично македонското прашање влегува во адакта, се затвара ова прашање. Но за тоа е потребно исто да влеземе во НАТО. Дали можевме подобро со Грција? Дипломатската војна со Грција се покажа дека не можеме да ја добиеме ниту со помош на времето, тука мислев на тезата на Глигоров дека времето работи за нас, ниту со правните инструменти и позитивната одлука на Меѓународниот суд за правда, за кој што цело време опозицијата зборува, ниту пак со сила, бидејќи реално политичкиот контекст е таков што не може на една мала Македонија да ја овозможи една победа во тој контекст. Затоа договорот за пријателство, за добрососедство и соработка од 1 август 2017 помеѓу Македонија и Бугарија и договорот за надминување на спорот за името од 17 јуни 2018 представуваат континуитет и самиот премиер истакна. Тоа се два дела на една целина, едниот го поттурна другиот, едниот му даде живост на другиот, а тоа е токму во функција на решавање на овие проблеми со кои што се соочува овој простор веќе повеќе од еден век. Еден следен наратив, што исто така го истакна премиерот. Ние станавме држава no name. Референцата ФИРОМ се институционализира. Со договорот практично добиваме едно вистинско, достоинствено име. Ја надминуваме референцата, бидејќи сите оние, а има нек од вас, многу луѓе кои што патуваат, знаете дека сме насекаде викани и именувани како ФИРОМ. Следен наратив, што може би е интересен, а малку сме размислувале, пак премиерот рече Грција нема потреба да има страв од Македонија, со камења може би ќе ги нападнеме. Но, меѓу геополитичарите, тие често не вика Македонија има иредентистичка политика. И ние викаме, ма смешно е тоа, неважно. Меѓутоа, има и логика во тоа. Може би не бевме свесни. Објаснувањето Атина беше дека регионот кој се нарекува Македонија, знаеме го делат, Република Грција со 51,56% од територијата, или некаде 34.600 километри, Република Македонија со 38,2% или некаде на 25.000 квадратни километри, и Бугарија со 10,2%, односно 6.789 километри. Колку на нас да не изгледа чудно, во геополитиката, зборувам со геополитички зборови, кога вие имате монопол
на еден простор да се вика според вашето име, ипсо факто се наметнува иредентистичка амбиција. Иако тоа не сме биле и свесни. И воопшто не ни паѓа на крај памет. Но зборувам со зборовите на науката. Сега, бидејќи времето е кратко и го респектирам пред се и аудиториум што ќе каже, што би било кога не би се усвоил договор? За оптимистичкото сценарио знаеме НАТО, ЕУ, надминување на македонското прашање. Песимистичкото сценарио значи повторно актуализирање на македонското прашање, но не им држава, со голем интерес на разни сили да го зголемат влијанието, да ги зголемат своите интереси. Не дека ќе навлезат, меѓутоа се во состојба да иницираат одредени локални напнатости да ги претворат во поголеми конфликти. Ке се сложите сите дека во овој миг Балканот е оптоварен со 3 големи геополитички опасности. Прво е нефункционална Босна, второ е диалогот Приштина-Белград и трето беше, и се уште е, бидејќи се уште не е завршена работата, односот за името меѓу Република Македонија и Република Грција. Со надминувањето, еден проблем помалку на Балканот. И не само тоа, модел, се наметнува модел кој што можеби ние се уште не сме свесни што значи овој договор. Модел на решавање на конфликтите. Гледате што се случува меѓу Косово и Србија. Гледаме исто и Босна е тензична, не функционира. Меѓутоа, оние што смета дека нашиот проблем е најтежок, практично со еден интелигентен дипломатски потез и со многу храброст се надминува. И тоа ние мора да го почитуваме. Проблемот е, што би рекол Ришелје, одврвен национален интерес. И неговата реализација е, можеби, најголемиот предизвик за сите овие генерации што се тука. Затоа, да не навлегувам во сите детали што ги каже и премиерот, а претпоставам и колегата Темелко ќе ги каже, јас отворено давам поддршка на употреба на сите средства легални од страна на оваа влада и на премиерот за да го решат ова прашање и да одговориме на прашањето што го поставив на почетокот со насловот на делото на Пол Гоген. Каде одиме? Одиме во НАТО, одиме во Европска унија, одиме на стабилен Балкан, одиме на нов сојузник. Грција, одиме на стабилизација. И затоа актерите на овој настан заслужуваат многу повеќе од еден наш аплауз, заслужуваат меѓународно признање тие два актери.